Нашата емисија овој ден го започнуваме со првиот наш соговорник, тој е доктор Владимир Милошев, кој му посакувам добре дојде во студиото на телевизија Стар во 60 минути на исток. Докторе, мора да бидејќи овој разговор го планирав малку подолго, сака заради врските ова она, дојде време сега да се соочиме со вистината. Вие сте специјалист по максилофацијална хирургија. Повеќето од граѓаните прв пат ќе се соочат со овие зборови, со овој термин кога ќе дојдат на лекар. Да. Што под суштина или што се подразбира максилофацијална или што е дејноста, да кажем? На почетокот најпрво да ви добар ден до гледачите на телевизија Стар на емисијата 60 минути на исток. Ви благодарам за поканата. Точно е дека одамна договаравме оваа емисија. Еве, конечно денеска се договоривме да гостувам. Како што најавивте, специјалист по максилофацијална хирургија, специфичен термин, дел од хирургијата е максилофацијалната хирургија и се занимава со заболувањата и ги третира сите оние проблеми во пределот на лицето, вилиците и вратот. Релативно ретка хируршка гранка е, така да во Република Македонија постојат само 3 центри за максилофацијална хирургија за третирање на оваа проблематика. Тоа е терцијарната здравствена заштита, односно во Скопје клиниката за максилофацијална хирургија и секундарната дејност во Штип и во Битола. Значи тоа се трите места каде што граѓаните може да добијат вакви услуги. Така да ние овде во Штип покриваме целиот источен регион со околу некаде 250.000 жители. Целата проблематика од доменот на максилофацијалната хирургија се третира во клиничката болница во Штип. Колку специјалисти ваши колеги сте? 20 сме специјалисти, да, по максилофацијална хирургија. Би сакал само на почетокот во интерес на гледачите да ги запознам што од заболувањата од регијата на лицето, вилиците и вратот третира максилофацијалната хирургија. Тука е пред се травматологијата, односно сите повреди во оваа регија, потоа туморските заболувања во пределот на лицето, вилиците и вратот, бенигните и малигните туморски заболувања, а потоа вродените и стекнатите деформитети во максилофацијалната регија, заболувањето на виличниот зглоб, заболување на плункновните жлезди, како и заболување на виличните синуси. Значи, иако навиду мала регија, меѓутоа имаме доста широк диапазон на проблематика со која што секојдневно се соочуваме. Со други зборови, не ги фаќате очите, носот и ушите. Па да. Не чак да говорим. Тоа е во доменот на оториноларингологијата, носот и ушите, очите се во доменот на офталмологијата, се друго, значи, од пределот на лицето, вилиците и вратот, го третираме ние. Предпоставувам дека заради тоа што сте двајца во овој дел во Источна Македонија, имате полни раце работа. Има многу работа, да. Најмногу е... Што е тоа вака, ајде да не говориме статистички, од она што вие од око сте го забележали дека се нечестите заболувања или нечестите повреди на кои треба да ги санирате? Така, токму тоа сакам да го кажам, нема ден без да бидеме ангажирани, дали се работи во редовно работно време на дежурство или евентуално на повик на травматологите, на повредите во максилофацијалната регија. Најчесто во сообраќајни незгоди, во било какви други со мотор незгоди или со возило страда лицевата регија, така да мекоткивните повреди се најчестите, а потоа имаме и повредите на лицево-виличните коски, односно долната вилица, горната вилица и јаболчната коска. Потоа повредите во физички напади, исто така знаеме дека во физичките напади пред се во младата генерација директни се ударите во лицето и многу често страдаат и мекоткивни и коскините структури на лицето, така да имаме полни раце работа во доменот на травматологијата во оваа регија. Меѓутоа ни помалку застапена е туморската патологија, бенигните и малигните неоплазми, доста се чести оние малигни заболувања во лицевата регија, пред се на кожата, а потоа и на оралната шуплина, на јазикот, на подјазичната регија, што предизвикува едно од најтешките заболувања во максилофацијалната регија и по однос на третманот и по однос на постоперативниот. Вака кога говорите за заболувањето на кожата, има ли од овие помодарските варијанти премногу на солариум, па ќе се
изгорат, па потоа ќе дуваат на ладно или ќе дојдат кај вас на видите, обликување. точно дека како етиолошки фактор за тие малигни заболувања на кожата во лицевата регија, бидејќи е единствен дел од човековото тело изложен на сонце. Така да малигните заболувања на кожата најчесто се во лицевата регија и сонцето како етиолошки фактор е најголем предизвикувач на овие малигни заболувања. А во однос на солариумите, до сега немам некое искуство да е причинител. Нема такви приказни. Нема такви приказни, така да може да се земе како фактор за можен предизвикувач на овие кожни заболувања. Со оглед на тоа што говориме и ни гледаат публика во регионот, што е тоа што е нужно да, кои се, ајде да кажеме, условите за да се стане максилофацијален хирург? Нормално, завршување еден факултет, па да, специализација, но патот. Видите, Асоциацијата на максилофацијални хирурзи на Македонија е членка на Европската асоциација на максилофацијални хирурзи, што според најновите промени кои што важат веќе повеќе од 5-6 години, потребно е double degree, односно завршување на 2 факултета, услов за да се добие специализација по максилофацијална хирургија. Тоа се стоматолошки факултет и медицински факултет. Било каде во Европа, за да се добие специализација по максилофацијална хирургија, потребно е значи базично да бидат завршени 2 факултета. А кај нас се уште како членка до пред некоја година беше со 1 факултет, а веќе од пред некоја година се применува тоа, меѓутоа мислам дека сега нема заинтересирани кадри за оваа специализација. Па 2 факултета, тоа се прилика едно 10-12 години. 2 факултети, паралелно завршат 2 факултета, а потоа дополнителни 5 години максилофацијална хирургија, 15 години вложување во овакви услови во кои што работиме и живееме, тешко дека некој ќе се нафати на ваква амбициозна работа. Значи, се потешко станува да се стане максилофацијален, односно максилофацијален хирург заради просторот 15 години минимум, да речеме, ајде, можеби нешто година-две помалку. Тоа е старт, да се стане максилофацијален. Тоа треба се луѓално време. А доградбата и понатамошната едукација се дополнителни веќе дополнително време кој што е потребно после едукација. Да не говориме за тоа што треба да се има друго од инфраструктура. Тоа е веќе после условите кои што ги бара токму оваа регија. Хирургијата како хирургија е најспецифична според мене од медицината, за да се работи хирургија треба да се сака хирургијата. Треба да се има афинитет, треба да се сака, треба да се биде на хирургија треба да се посвети човек. Хирургијата бара посебна посвета. И време, и жртвување на време. Од сопственото слободно време треба да жртвува за да се посветиш на своите пациенти. Меѓутоа, целата друга хирургија не би ја сега подценувал, меѓутоа сметам дека максилофацијалната хирургија по својата специфика има посебна тежина, бидејќи се наоѓа во една регија која што не е само да се отстрани оно што е патолошко, да се санира оно што е повредено, туку дополнително треба да се води сметка и за естетиката. Значи, 2 сегмента се тука многу битни во решавањето на проблемите и на патологијата во оваа регија. Колку сте близко до така наречената пластична или корективна хирургија, во смисла да некому му направите ново лице, да му коригирате нешто што му пречи? Говориме од овие комерцијалните работи кои што човек сам ќе сака да се смени. Тоа е посебна работа, значи тоа се колку сте вие близко, нели? Ние сме сродни, меѓутоа не ја работиме пластичната и реконструктивната хирургија. Реконструктивната ја работиме во смисол на патолошкиот, патолошката причина за реконструкција, патолошката причина, а естетската причина, ако некој сака да се разубави, тогаш си постои клиника за пластична хирургија каде што се вршат тие естетски зафати. Нашето е да го санираме патолошкото, а потоа да направиме реконструкцијата на патолошкото. И овде значи спецификата е многу потешка и многу поголема. Колку од прилика сега го говориме ова за да им објасниме колку од прилика чини целата оваа инвестиција да се стане максилофацијален хирург без па ако ги додадеме и потребните услови од опрема, ако секој некаде да отвори приватна. Мислите на лична инвестиција? Да. Видете сега, личната инвестиција ако се земе дека од неодамна веќе се приватните специализации во Република Македонија. Државни специализации нема и оние кои што се вработени по клиниките
мора да си го платат оно што значи студирање и специјализација. Така да, според информации што ги имам, 2000 евра е семестар на специјализацијата збора. 10 семестра по 2000, околу 20.000 евра, стартно значи кошта специјализацијата по максилофацијална хирургија. Не земајќи ги во обзир сите други трошоци. Оно што значи потоа инвестирање понатамошно, за сега, сето оно што значи приватен сектор во Република Македонија се уште не работи максилофацијална хирургија, најверојатно поради скапата опрема, поради се оно што е специфично за работата во оваа дејност. Со оглед на платите што ги има во здравството, за колку време се враќа назад инвестицијата до пензија, ќе се врати ли до пензија? Никогаш нема да се врати. Затоа ви споменав претходно, за да се биде хирург и максилофацијален хирург треба да се сака. Пред се е да си има желба и да се има желба, да. Ако се гледа финансискиот, никогаш тоа нема да се исплати. Значи ли тоа дека се помалку ќе имаме хирурзи, во вакви услови, со ваков стандард, очигледно. Значи ќе се намалува бројот. Веќе и статистичките податоци покажуваат дека имаме се помалку лекари во Република Македонија. Лекарите не случајно го напуштаат државното здравство, заменуваат во приватните клиники, заменуваат во странство и веќе имаме дефицит на лекари генерално во Република Македонија. Токму од тие причини. Со оглед на тоа што имаме, нели, високообразовни институции кои произведуваат кадри за малку е необично, ќе заврши факултет. Има дискрепанца сега тука, да. Има дискрепанца, огромна дискрепанца. Да речеме од универзитетот тука во Штип, кој што би се чини 8 или не знам која генерација произведува, нека се и 4. Тоа се отприлика 100 лекари. Секој ќе вршат притисок прво за вработување, па и натака личната надоградба, да не говорам за студирањата во Бугарија или пак во Скопје. Колку се дали се грози на сериозно здравствената структура ако се помалку имаме лекари? Малку навлекуваме веќе во политичкиот дел. Тоа е политика во здравството. Политика во здравството, да. А токму таа политика во здравството која што придонесе да младиот лекар после завршувањето на образованието на медицинскиот факултет нема интерес за да ја гради својата кариера чекор по чекор, односно скалило по скалило. Веднаш младиот лекар има тенденција да запише специјализација, да се вработи во клиника, за разлика од нас, оние генерации кога се градевме чекор по чекор, кога работевме во селските амбуланти, руралните средини, кога работевме во приградските населби, за да се биде еден комплетен лекар, потребно е да се минат сите тие скалила, да се осознаат сите проблеми, а дури потоа следува надоградбата. Мислам дека хендикеп е токму резултат на таа лоша здравствена политика, сега не би зборувал за здравствена политика пошироко, се измести оние вредности на градењето на еден лекар, на комплетното градење, да сега веднаш после завршувањето му возможуваат да оди на специјализација со едно недостаток на базично практично искуство. Тука е главниот. Се губи контактот баш или базичните информации. Видете сега, ако излегува од клупа и веднаш оди на специјализација и веднаш се судира со многу големи проблеми, а ги прескокнува оние базични проблеми како итна медицинска помош, работа со рурален пациент, а тогаш мислам дека недостасува она базична надоградба на општиот лекар, кој што подоцна треба да се едуцира во еден вравен специјалист. Тука е хендикепот сите оние политики на концесионирање, на висина на капитација, демотивирачки, ги принудуваат колегите, младите колеги, веднаш значи си го бараат патот во барање на специализација или евентуално излегување надвор од државата. Морам да прашам заради тоа што светот е условно кажано глобално село, колку ги следите и научните сознанија во вашата област, но и технолошките напредувања за да можете да стекнувате информации, да не сме одсечени од светот. Видете, мора да се колку функционира таа по вертикала, да речеме, да заминете на конгрес, да заминете на стручни. Редовно сме на едукации. Редовно сме на едукации. Имаме, мината година имавме трет Балкански конгрес во Охрид, доста добар, доста корисен конгрес во организација на клиниката за максилофацијална хирургија. А викендов бев во Белград, токму на презентација на труд на клиниката за максилофацијална хирургија во Белград, на каде што имаме еден регионален семинар.
А сето тоа придонесува за размена на искуства и за наше понатамошно едуцирање и напредување во нашите знаења од областа. На конгресите многу е битно кога ќе се сретнеме со колегите од странство да ги размениме, да ги слушнеме нивните искуства, а што се однесува за нашите можности овде, тие се лимитирани. Лимитирани сме, работиме во услови какви што работиме и секако мораме да го адаптираме према оно со што располагаме. Колку сме далеко не во условите? Во условите можеби сме и далеко, а можеби и не сме с оглед на тоа колку пари ќе имаме да се набави. Колку сме далеко во смисла, постапки разноразни, облици на оперативни зафати, што е тоа што можете да го одработите, а да биде истоветна таа услуга со она што се нарекува врв во максилофацијалната хирургија? Па видите, повторно зависи од условите кои што ги имаме за работа, основните услови кои што ги имаме за работа. Че не е проблем ние да набавиме скапи материјали, проблем е, меѓутоа на тендер ќе се распишат материјалите. За сето тоа треба и постоперативна нега на пациентот. Џабе ние ќе ја направиме целата она оперативен зафат, зборуваме сега за поспецифичните оперативни зафати, конкретно ќе кажам за дефектите кои што настануваат во лицевата регија, после трауматските, после поголеми, помасивни трауми или пак после онколошките зафати, односно после радикалните отстранувања на туморозните формации во оваа регија, што настанува пред се функционален, а потоа и естетски дефект. Нашата цел е после оперативниот зафат сето тоа да се врати во една нормала, за да може тој пациент понатаму нормално да функционира и пред се, значи, неговиот изглед. Поентата ми беше и да може тоа да се набави. Од другата страна, кога излезе од операциона сала, ако истиот тој пациент ја нема онаа процедура за реконвалесценција, условите, ако во соба лежи со други 12 пациенти од различна патологија, тогаш ќе се компрометира целата претходна операција и залудно ќе биде и нашиот труд и финансите кои што ќе се потрошат во целата работа. Значи за една комплетен третман на пациентот, која е потребна и комплетна инфраструктура. Не само во однос на инструментариумот, туку и во однос на... Ово што говорите сигурно сте го кажувале на надредените во клиничката болница во Штип. Колку од тие сугестии ваша и на вашиот колега Коцев, ако не се лажам, се прифатени или се применуваат, или што е тоа што може да се направи? Видите, имаме добра соработка со менаџерскиот тим. Сегогаш имаат слух за нашите потреби, за нашите предлози, меѓутоа и нив им се врзани рацете. Знаете како се распределуваат буџетите во здравството. Има годишен буџет према бројот на кревети и така натаму. Го добиваат тој годишен буџет на 12 еднакви делови и навистина е умешност тој буџет да се распредели за сите потреби на клиничката болница. Така да тука немам некоја посебна замерка во однос на соработката со претпоставените и со менаџерите. Повторно ќе кажам тука, значи многу има дефекти во целокупната здравствена политика кои што и како треба да се променат за да здравствениот систем си застане на здрави носи. Како поминавте во Белград? Добро, одлично поминавме, навистина е прекрасно да се соработува со едни колеги од таква клиника. Бевте таму на семинар и што се нивните искуства во однос на нашите... Таму имаше презентација, усмена презентација на теми, имаше нас искуства, нивни искуства и навистина ви кажав, богатство е да се сретнем со колегите и едноставно да ги слушнеме нивните теми, тие ги слушаат нашите теми, разменуваме после тоа искуства. Иако теоретски, меѓутоа сепак многу драгоцени. Што е тоа што може да се примени од Белград? За тоа понатаму. Значи тешко може да се примени нешто. Тешко може. Сепак таму се наоѓа еден врв на клиничка институција, таму е војно-медицинската академија што се уште држи едно високо ниво на услуги и развој, така да сепак мислам дека се уште сме далеко од тоа ниво на зборувам за клиничката болница Штип. Клиниката за максилофацијална хирургија сепак таргетира едно малку повисоко ниво, сите оние посложени интервенции, каде што ние немаме услови, во соработка имаме одлична соработка со клиниката и ги прифаќаат нашите пациенти и заеднички ги третираме. Сега вака, можеби ќе звучи
депласирано, но во секој случај колку пациентите пак се задоволни од оно што дошле во ситуација да интервенирате, нели? После тоа, откога ќе заврши целиот тој процес, колку од нив се заблагодаруваат или се незадоволни, задоволни. Тоа пациентите да ги прашате, можеби во некоја друга прилика у контакт на емисија или не знам, ќе ви одговорат колку се задоволни од наш. Бидејќи ние сме двајца на регионот 250.000 жители. Целата патологија покриваме. Вака како што претпоставам дека секојдневно имате по некоја интервенција која е проблематична. Имаме. Значи постојано има такви интервенции. Пациентите мислам дека се добро прилагодливи према условите во кои што работиме, ги разбираат нашите услови, едноставно негогаш и самите пристапуваат и ќе ни кажат како работите во вакви услови. Добро е. Добро е и тоа. Баш така. Да. Господин Милошев, благодарам што бевте гост на емисијата 60 минути нисток, поразговаравме, можеби во контурите, не во детали, за фацијалната хирургија, но во секој случај барем ми објаснивме на граѓаните што значи максилофацијална хирургија, како и се друго, ви посакувам што е може да имате помалку работа. Кога говориме за здравството, заради тоа што сите посакуваме да бидеме живи и здрави, нели? Тоа е најбитно, меѓутоа ние сегаш сме тука за пациентите и за се што треба сме на располагање. Благодарам за разговорот. Благодарам ви на поканата. А и ние имаме разбирање од нашите спонзори, па затоа емитуваме реклами.